Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. На денешната средба ги информиравме нашите партнери од опозициониот фронт за причините и мотивите врз основа на кои ние, Социјалдемократскиот сојуз, решивме да поднесеме иницијатива во Собранието на Република Македонија за гласање недоверба на владата на Република Македонија на чело со Никола Груевски. На денешната средба, во разговорите што ги имавме, се постигна целосна согласност околу оценките дека владините коалициони партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ во изминативе 2 месеци низ својата фингирана конфронтација, низ еден театар кој што го направија на јавна сцена во Македонија, всушност ги загрозија меѓуетничките односи и кредибилитетот на институциите на државата, а со самото тоа работат и против мирот и стабилноста на земјата. Во исто време, кога во Република Македонија имаме катастрофална економска ситуација, економијата ни е во рецесија, сиромаштијата и невработеноста на рекордно ниво, во исто време кога народот осиромашува, стандардот на граѓаните опаѓа, сведоци сме како оваа влада, наместо да се посвети на решавање на овие клучни проблеми, креира други проблеми, и тоа во сферата каде што најмалку се дозволени импровизации, тоа е сферата на меѓуетничките односи. Сите партнери од опозициониот фронт дадоа целосна подршка на иницијативата на Социјалдемократскиот сојуз и согласно тоа, денес во попладневните часови нашата парламентарна група ќе ја поднесе иницијативата за гласање на недоверба на владата Република Македонија. Согласно Уставот и роковите пропишани во Уставот, очекуваме седницата да биде свикана најдосна во петок и заклучно до 24 часот да се одлучува по истата иницијатива. Повелете. Има најави дека премиерот Груевски побара исто гласање за доверба на влада писмено. Како коментирате се тоа со оглед на тоа што таа седница би била идна и би била гласање без дебати? Во однос на нашите цели и намери тоа не менува буквално ништо, бидејќи токму тоа и сакавме го постигнеме. На јавна сцена пратениците на ВМРО, ДПМН и ДУИ да гласаат доверба на владата на Република Македонија и на тој начин да се разобличи и раскринка оваа лакрдија која што ја прават во изминатите 2 месеци. Ќе се покаже и докаже дека всушност се работи за договорена криза со тешки последици за Република Македонија. Единствена разлика во тој случај би било тоа што би се избегнала дебатата во Собранието на Република Македонија, а тоа би значило дека господин Груевски бега од тоа да се соочи со аргументираните критики што ќе ги упати опозицијата. Има спекулации дека евентуално после интерпелацијата би можело да се покрене прашање за распуштање на парламентот од страна на мнозинството. Како дополнување на дневниот ред на истата седница на која вие би поделили интерпелацијата. Значи, ја не знам што ќе прават. Самите велите дека има спекулации, значи спекулации се во прашање. Можам да кажам следно, дека Социјалдемократскиот сојуз е подготвен за предвремени парламентарни избори во било кој момент. Во ситуацијата, во моментот кога ќе се направат измените на изборниот закон и ќе се прочисти избирачкиот список, веднаш, истиот ден дека се распушти парламентот и можеме да одиме на предвремени парламентарни избори. Ако не се случат такви измени на... Ако не се случат измени, значи Груевски сака да ги фалсификува изборите. Ќе учествувате на такви измени? На избори кои што сака да ги фалсификува Груевски, легитимитет нема да дадеме, и тоа не само ние од Социјалдемократскиот сојуз, ниту една опозициона партија застапена во парламентот. Господин Цринковски, верувате ли дека влада без ВМРО ДПМН може да го реши спорот? Јас само верувам дека влада со ВМРО ДПМН очигледно не сака да го реши спорот со Грција и не сака да ја внесе земјата во НАТО и да ги отпочне преговорите со Европска унија. А без може? Значи, влада со ВМРО ДПМН не и дава евроатлантска иднина на оваа земја. Поведете. Благодарам.